рускиот бизнисмен, собственикот на фудбалскиот клуб, ракометниот клуб и женскиот ракометен клуб Вардар, Сергеј Самсоненко во недела попладне. Јас ќе се обидам руски малку да кажам. Привет, Сергеј, как дела? Дали е точно тоа? Привет, да. Как дела? Как дела, како си? Така, добро, како сте вие денеска? Ние сме одлично. Како сте ви? Нема потреба да парсираме, така? Добро, те најавивме, ќе зборуваме усвари за многу работи, како на приватен, така и на професионален план, но јас за почеток би сакала да те прашам дали себе се доживуваш како волшебник во Вардар со оглед на тоа дека донесе навистина многу звучни имиња во редовите на клубот. Добро, то некоја неопходност, затоа што ако сакаме да правиме резултат, мора да донесеме играчи со кои можеме да одиме на највисоки резултати. А нашата цел у секој клуб да бараме највисоки резултати и со тоа пробаме да стигнеме тоа и работиме на тоа. Добро. И супер. Успешно така. 37 погодоци завчера постигнаа ракометарките на Вардар, можеби рекорд во Лигата на шампионите, а вчера Вардар убедлива победа против еден од фаворитите не само за освојување на СЕХА лигата, туку и на Лигата на шампионите, Веспрем. Да, меѓу нашиот клуб и Веспрем, во моментот ова е, јас ќе бидам субјективен ако ќе кажам дека наш клуб најдобар. Во секој случај и другите страни мислат дека и Вардар и Веспрем едни од најдобри клубови во моментот во Европа. И секој ден превар со Веспрем за нас предизвик како и за нив. И тоа беше утакмица не носила спортски резултат затоа што ова е последња кола во СЕХА лига и Веспрем без разлика на резултат прв, ние сме втори, ама мислам и за нив, за нас сигурна, не е безразлична како би завршил меч и вчера ние покажавме дека имаме добра екипа и дека можеме со секој да се бориме и тоа во принцип сите тоа знаат. Машката екипа иде стално во нагорната линија. Јас мислам дека следната сезона ќе бидеме уште појаки и посилни. Мора да се надеваме, така. Да, да кажам покомплектни. Покомпактни. Покомпактни. Добро. Ајде малку да те вратиме 7 години наназад. Дојде во Македонија пред 7 години, така? Пред 8. Пред 8? 2006 година. На покана на еден твој пријател. И сега кажи ми што почувствува кога за прв пат стапна на ова тло? Не се разбрав ништо. Затоа што стигнавме касно вечер, беше многу тмурно и ништо не се разбрав во тој момент. Се зачуди многу лошо време беше и така други ден од Сабајле кога станав, осетив многу добро затоа што се појави сонце. Ќе го продолжиме разговорот, само да му дадеме предност на нашиот гледач кој што во момент не контактира. Добар ден. За Владимир. Владимир, како си ти денес? Одлично се оставам. Одлично? Да. Така, имаш ли некое прашање за нашиот гостин, Сергеј Самсоненко? Да, имам едно прашање, дали ќе ја донесат титулата во Скопје? Кога ќе ја донесат титулата во Скопје? Да. Многу наскоро, а? Кога ќе ја донесете титулата во Скопје? Каква титула? Во кој спорт? Лига на шампиони фудбал. Најаката титула во Европа. Во кој спорт? Во кој спорт? Во ракомет. Во ракомет. Во ракомет. Машка корекција. Тешко, јас сакам оваа сезона, али за 3 години сигурно ќе донесеме. Па ако не биде оваа, другата сигурно ќе биде, според мене. Ти мислиш за 2 години, добро. Да се надеваме дека како и да ќе биде титулата донесена, ама не се знае само која година, дали за 2 или за 3 години. Битно е се работи на случајот, така? Да, точно. Ајде, каде застанавме во моментот кога дојде во Скопје, што е оно што те освија со тој натера да останеш во нашата земја и во нашиот град? Многу добро се почувствував тука и за 5 дена одлучив дека може тука да живееме и после месец дена и со цела фамилија дојдовме тука
и веќе 8 години сме тука, со мали паузи, Аха. ама задње време, многу време тука сме, највише поради спортски обврски, поради Вардар. Секогаш носите толку брзи одлуки, 5 дена ви требаше да го смените местото на живење од Русија во Македонија. Носам брзи одлуки. Уште помалку ви требаше да го купите женскиот клуб на Вардар, па мажите на Вардар, па фудбалскиот клуб Вардар. Женски клуб, искрено да кажам, дошол случајно. Не беше некаква одлука или тако случајна. А машкиот клуб, то се осетив некоја одговорност за Вардар, затоа што беше во тешка ситуација клубот во тој момент и направивме неколку разговори, уствари еден разговор со Михајло Михајловски и брзо донес одлука. Велите, некои луѓе од Металург ме испровоцираа да го направам многу посилен Вардар. Не е баш така. Ја искрене сакам да Металург да застане пак на тврсти нози и посакувам искрене на нив, затоа што и Металург, и Пилистер, и ако се појави уште некој клуб, тоа е само добро за спорт, затоа што конкуренција секогаш само позитивни моменти носи. Малце тако ние добри зборови слушнав од страна на Металург лично за мене, али тоа не е тоа што ова ме испровоцира. Мене провоцира само мислење за успех. Тоа ме највише провоцира, затоа што јас сакам и женски и машки клуб да дојде до врв и да освои титула, обовезно, али најважно да имаме континуитет. Што значи континуитет? Пример уракомет. То би било секоја година да бидеме на врв и да влегуваме во Final Four. Секогаш сте вака смирен во носењето на некоја одлука кога треба да решите некој проблем, затоа што вака ми делувате доста смирено. Задни 10-15 години, да. А каков сте била како малечок, односно какво детство имавте? Во кој град живеевте во Русија? Ростов на Дон. Добро. То југ, 1000 километри доле на југ од Москва и 500 километри од Сочи. И што е она што ве поврзува со детството? Какви спомени имате од тоа време? Убаво време беше, многу игравме во двор. Така? Со другари игравме, имавме многу добро друштво, имавме, може среќато, не знам, имавме стварно доста се дружевме цело време во двор. Родители наши не може да нас викнат дома, трче со каиш по нас, само да влеземе дома, а ние сме само надвор. Ја фактички на улица израснав. Зборувам за маличко, сосема. Само во игрици различни. Спорт многу, исто спортувам од мал. Различни спортови од мал, и фудбал, и... Го сакате и тенисот? Тенис во 30 години почнав. Посебно место има тенис. Посебно место во срцето да. тенисот, така. Како и на вас, така и на вашата ќерка, ќе позборуваме малку и за тоа. Сега можеме да ги видиме инсертите кои што ги подготвивме за овој дел од разговорот. Да го погледнеме Самсоненко како тренер во Вардар. Ми се чини дека тоа е првиот инсерт. Моментите кога не бевте многу смирени на клупата на Вардар, кога го водевте тимот заедно со Андон Бошковски, еве ги моментите кога Сергеј Самсоненко заедно со Андон Бошковски беше тренер на Вардар. Како се чувствувавте на клупата, кога баравте тайм-аут, кога им делевте совети на ракометарите, а сите знаеа дека Самсоненко не е тренер, туку посакал да биде тренер во тие 2-3 месеци? Јас не посакав да бидам тренер. Поминав многу прекрасно и многу одлично
за мене то беше многу добро, во смисъл како се чувствував. Али не посакував то бев принудена, затоа што така дошла, знаете, има тренери. Ја не би сакал да коментирам тренер со кој прекиневме соработка. Секогаш тешка одлука да прекинеш, али мора да прекинеш. А што им зборевте на тајмаутите на ракометарите? Па, ние... Ја не класичен тренер и обично ние се спремавме пред утакмица. Ја не знам, можеме да ви открием играчите и они може то да потврдат. Јас сам све пишувал на која минута кој треба да влезе на цел надпревар. И ја, пример, имам пријател Талант Душабаев и зборував му дека јас на играчи све кажувам пред утакмица и он ми критикувал дека така не треба. Зошто така не треба? Па он мисли дека не треба играчи да знаат кој кога ќе влезе, а ја не се сложувам со него. Ја имам своја визија тука и мислам дека многу успешно поминавме, затоа што ние фактички изгубивме на гости во Барселона и ја имавме малце притисок од судење таму, али нема везе. Ние државме до 47 минута тука и водевме 1 разлика и на крај изгубивме 7 разлика, али 7 разлика изгубивме само во тој момент кога за 6 минут добили 4 исклучувања поред. И во тој момент стала разлика 7 и тогаш изгубивме и ние игравме многу добра утакмица со Металург, затоа што се боривме у тој момент многу. Прва утакмица добивме и прва полувреме и второ полувреме. У втората утакмица изгубивме, прва полувреме добивме и второ полувреме изгубивме и изгубивме таа утакмица. И сега со спортски речник јас ќе кажам дека време е за тајмаут. Пред да продолжиме со второто полувреме, одиме на реклами, се враќаме после во студиото. Бидете со нас, го продолжуваме разговорот со Сергеј Самсоненко. По рекламите, друштво на Сергеј Самсоненко ќе му прави ракометната првенка Татјана Хвитова. Дознаете што ново подготвува Зоран Илиев Роџар и слушнете детали за саемот за венчавки. Се враќаме за кратко. Сме назад во друштво на Сергеј Самсоненко, лани тренер на Вардар, сега собственик и на ЖРК и на фудбалскиот клуб Вардар. Откривме дека сте добивале совети од Душебаев за време на надпреварите на Вардар. Да, и не само од Душабаев, и зборувал со други тренери, затоа што јас немав тренерско искуство. Уште еднаш сакам да кажам дека ова беше принудена, затоа што ја барав тренер кој најдов, Раул Гонсалес, и после отидав у страна. А на прашање за тајмаути, на тајмаути тренер треба прва на време да го земе, да се смири играчи или нешто искоригира. На тајмаути не можеш многу да... Тоа значи дека вие никогаш не би можеле да бидете тренер на фудбалскиот клуб Вардар, затоа што таму нема тајмаути. Па јас секогаш кажувам и во ракомет не е толку важни тајмаути, затоа што на тајмаути не можеш многу да смениш, важно на време да ги земеш и нешто да даш неки совет. Така, ајде малку да збориме за бизнисот. Започнавте во Русија со бизнис производство на патики, така? Потоа се ориентиравте кон градежништвото, сега сте собственик на обложувалниците Bed City. Сега многу сте успешен во сето ова што го работите, покрај сите овие останати други работи. Но каков беше почетокот? Тешко ли беше да се уновчи целиот овој бизнис на самиот старт? Секогаш тешко, посебно ако почнуваш од нула. И имаше ситуации кога, пример, јас осетам 2 пати ситуации. Една ситуација кога многу тешко одеше бизнес, затоа што у бизнес то ризик. И или мора да ризикуваш, али мора да бидеш спремен да ризикуваш, затоа што може да заврши лошо нешто. И то мора да подразбераш. А и
Памтам ситуација кога бев многу долгови имав. Фала што луѓе верувале мене дека поштен човек и нема да направам лошо и ме поддржува у тие моменти. Има ли некоја реченица која често си ја велите на себе? Од утре Сергеј веќе нема вак. Може да се однесува на било што, на некоја најмала ситница. Вртам нов лист. Ви доаѓаат некои такви моменти? Не. Такви мисли? Не. Се е по план, се е по стратегија, по некоја однапред, смислена агенда? Само едно има, често мислам, сега од тој ден нема да пушам, али уште не решив. Треба да оставам пушење, затоа што доктори кажуваат дека тоа е лошо нешто, али некогаш добро со кафе да испушиш цигара, а ја со задоволство би оставил. И само тоа, мислам, од тој ден ќе оставам и уште не ја оставив. Во последно време голем број на руски бизнисмени, тајкуни, си купија фудбалски или спортски клубови. Тоа станува мода или еден вид престиж меѓу вас? Јас не знам, немам поема, затоа што ја не сум тајкун. Ја обичен човек кој многу работи и голем дел од тоа што добавам, вложувам у спорт, затоа што ја имам две тениски академии, една во Русија, една во Германија, сега и во Скопје пред 2 месеца отворивме и сите се вика тенис парк. Позади Јане Сантански, така? Да, има тенис парк Ростов, има тенис парк Баден-Вајлер, то во Германија и сега тенис парк Скопје ќе биде, тоа третја тениска академија. Жените и мажите ракомет имаат свој дом, тенискиот клуб Евего се отвори во Скопје, единствено останува фудбалскиот клуб Вардар да добие свој дом. Зависи што дом. Стадион. Стадион. Ќе работиме и на таа тема, и на стадион, база, тренинг камп ќе биде до крај оваа година сигурно ќе биде во хиподром и таму ќе биде сите услови за прва, втора екипа. Во парк сме ќе направиме академија за деца. Ја мислев до 12 години, денеска бев на тренинг на пионери и до 14 години, затоа што им одговара тие терени, затоа што таму ќе биде во парк 3 терена со мали димензии до 14 за пионери. За кои терени правиме муабет? Околу стадион сега што има Вардар школа, таму сега не е средено и се жали доста родители и ние размисливме подобро за деца би било да направиме тоа што ќе направиме. И ќе правиме 3 фудбалски терена. Со вестичка треба сите, затоа што позгодно за сите услови и така дали. И ќе биде клубска зграда со обликувални, канцеларии на деца, ресторан, кафич за родители, може да дојдат, да чекат, да пијат кафе и уживат. Спомнавте фудбалот, ги донесовте Ибричич, Попов, Пачовски, Спировски, Блажевски. Целта на фудбалскиот клуб Вардар е веројатно пласман во групна фаза, дали во Лигата на Европа или Лига на шампиони. Јас реков од прв ден дека нашата цел да влеземе во група на Лигата на шампиони или на Лига Европа. Тоа наша цел и ние ќе се трудиме оваа година. Тоа не значи дека ќе постигнеме. Ако не влеземе оваа, ќе се трудиме следната година, али тоа наша цел и не само да влеземе, а да бидеме учесници таму стално. Значи, секоја година. Колку Сергеј има време за имаш слободно време, сакаш да го посветиш за дружба со пријателите? Колку пријатели стекна овдека во Скопје, во Македонија за овие 7 години? Имам многу пријатели и јас нееднаш реков дека во Македонија многу добра луѓе, многу отворени. Ја на сите реков можам да живеам само во Русија и во Македонија. На други места не ми ја пробав и живеев на други места, не сакам да навредам
да кажам каде. Во други држави пред да Во дојдете други во држави, Македонија? да, не ми е убава. Само тука е најдобро? Само Русија и Македонија. Ова Само е- тука има кавал. Само тука има така. Да, и менталитет на луѓе и значи многу слично и осеќаш добро. Аха. За кавалот и за вашето музичко образование, за љубовта кон музиката и инструментите ќе зборуваме во третиот дел од разговорот. Сега ќе одиме од Македонија. Еден од нашите спортски пријатели е и дамата која што денеска ни прави друштво, Татјана Хмирова. Добре дојде во Недела попладне. Честит 8 март за сите драги дами. Зумбул. Зумбул. Зумбол, многу добро и многу добро мирис. Да, убаво мириса многу. Зумбол. Така, како се слави 8 март во Русија? Има некоја разлика во однос на славењето Русија и Скопје? Исто, така? скоро исто, Ми спомена се само- дека малку повеќе погламурозно е, Да, можеби да, така. да. И без зумбули, бре. Кој Без нас зумбули. обовезно сите частат жени. Па и кај нас исто. Да, скоро исто. Така. Татјана, Вардар, жените, беше повредена, па се врати во тимот. 47 гола сега постигнавте против Крим. Беше топло-ладно женскиот тим на Вардар оваа сезона. Ти беше ли тешко да ги гледаш, а да не можеш да помогнеш? Па многу тешко е кога гледаш на телевизија или гледаш само гледаш и не играш со повреда, многу и тешко. Изнервирав многу. Ама сега тоа е минато и сите сили се насочени кон Final Four. Очекувам да, али полака. Имам уште такмица и после Ти прв пат во Скопје дојде 2009 година, кога беше дел од рускиот тим, кога освоивте бронзен медал на Европското првенство. 2 години си веќе во Скопје од Волгоград. Како се адаптираше на условите тука? супер. Град ми е супер, све, и екипа, и луѓи. Многу сакам Скопје и Македонија. А газдата? Обавезно е супер. Сергија, јас би сакала малку да поразговараме за твоето семејство. Татко си на 2 ќерки, Анастасија и Маша. Колку години имаат? Анастасија 17,5, Маша 11,5. Маша Маша- скоро ќе има 12. Маша, во една прилика имавме можност да ја чуеме и како пее, извонредна е во тоа, па дали еве ти како родител би дозволил да се занимава во иднина со музика, можеби да стане пејачка? Или да се преориентира кон нешто друго? По мене, мислам, деца сами треба да решават што им треба. Ја би им може нешто и сакам и би сакал да им советувам нешто. По друга страна, ако човек има талант, пример за певање, Да. зашто да не иде во таа насока? Така, а што се однесува до Анастасија? Анастасија е некако повеќе ориентирана кон тенисот. Да, И колку како татко ја форсираш, можеби ја поттикнуваш да го даде максимумот од себе. јас не форсирам, Анастасија сама многу како да кажам, Многу вежба, многу е... да, многу целеустремлена. Така? Како да кажеш тоа на македонски? Не знам. Не знам. Посветена кон Посветена остварување кон... на цел. Така, да, тоа би Да, требало многу да посветена кон цель. Она сега више не игра тенис, затоа што она сака да биде прва, имала пауза поради повреда и реши да иде на други пат, заврши со тенис. Ќе се ориентира кон друг спорт или нема воопшто да се занимава со спорт? Не би сакал да кажем, затоа што она после на мене се лјути. Океј, добро, нема да зборуваме, нема така. За да боле да чутам, да немам проблеми со несек. Така, дали вашите оние родители кои ете инсистираат да ги запознаат сите пријатели, другарки, другари на своите деца? Сакаш да си во тек со се што се случува со нив? Секој родител тоа би сакал, за да Да има одредена контрола, веројатно. да, у неки смисол, затоа што сите се грижиме за децата. Да. И сакаме да сите родители нормални сакат да ги поправа негде, Да ги им даде заштитат пред васалот. да, само затоа што сами знаете кога бевме млади,
може да направиш и грешки и све и Вие сте биле млади, ние уште сме млади. точно. Така, Татјана, Татјана е најмлада. Татјана, најмлада, така. Татјана, колку време си во Македонија, спомена веќе? Година и пол. Година и пол. И имаше ли време малку да прошеташ низ Македонија, да запознаеш некоја наша убавина, некој друг град, може би освен Скопје? Друг град не, али имам време да била негде во Скопје и супер. Како ти се допаѓа тука? Много, супер. Уживам. Како ти се допаѓа македонската кујна? Многу сакам месо и уживам. Добро, тебе протеините се потребни Да. за да издржиш тренинг, Треба што е да се- доста тежак. Кога те прашам со кога си во Скопје, ми рече со ракометот. Да. Не ми треба друг никој. Да, затоа што сега имам цел само е ракомет. И уште ово година имам повреда и само е на тоа размислувам и немам време за нешто друго. Лани остварувавме подобри резултати, зборувам за женските ракометарки, затоа што немаше толков притисок. Сега луѓето се навикнати дека Вардар има екстра тим и дека мора да победува на секој надпревар. Па може и мора, али некогаш има што е и тешко. И имавме ово година што изгубиле, али Ќе биде подобро следната година, предпоставувам, така? да. Следниот надпревар, како и да Има е. и објективни причини. Ние сме за 2 години доста минувале состав и ако и дојдат врвни играчи, тоа не значи дека се уклопат одма, им треба време. Имали и објективни причини и фали нам поддршка од навијачи, затоа што и на девојки им криво што машко екипа поддржува толку, а девојки некогаш и нема таа поддршка. Може и тука клучот. од Значи, успех. фали поддршка од навијачи. Чека, Да. имаме следен гледач, Олгица ни се јавува. Олгица, колку сте вие фан на ракометот? Јас сум голем фан на ракометот. Сакам да поздравам Татјана Така? и голема благодарност до нејзе што е во Македонија. Така, дали еве често знаете да отидете на некој надпревар и да гледате како играат ракометарките во живо? Надпревар. Молам, не пропуштате ни еден надпревар? Ниеден. Супер. Одлично. Имаш некој посебно прашање до Татјана? Нешто награда ако има. Ќе ве сконтактираат од режија, да, ќе Мајчка ви која што добри. е подпишана од Татјана Хмирова, ќе ви соопштиме на кој начин може да ја подигнете маичката која што ќе ја подпише Татјана Хмирова. Имате ли омилен спортист? Татјана Хмирова. Да. Јас сум за Татјана Хмирова. И јас сум. Хвала. Може би Дибиров, затоа што кога дојде во Вардар, дојде за 40% помалку пари отколку што му нудеа во Пари Сен-Жермен. Добро, ја може Дибиров сакам приватно, али спортски за мене сите исте. Ја сакам било кој играч и Джамбо, Милич Страхиња, и Столе Стоилов, и Петар Ангелов, и Арпад Штербек, и Тимур Дибиров, и сите други. Кога сме кај Тимур, мислам дека можеме да ги погледнеме твитовите, како поврзани се со Вардар, секако, па мислам дека првиот твит кој што ќе го погледнеме доколку ни е подготвен и режијата може да го пушти во овој момент, е токму од Тимур. Доаѓањето во Вардар и Македонија ми е најдобриот чекор во кариерата. Тимур Дибиров. Тоа е тоа од страната на Тимур Дибиров, негово мислење дека навистина му е убаво овде, а ова е како изгледа една среќна преградка на играчите на Вардар, така? Кога се радуваат? Ево и голманот кој што се очекува да не носи во одлични резултати. Штерби, како успеавте да го донесете во Скопје од Барселона? Јас мислев ова е многу тешко задача, али Арпад сам ми помогне. Јас сакам да кажам многу добар човек Арпад, многу поштен и многу се разбравме кога преговаравме и кога човек кога двојцата има желба, лесно се договарат. Прашање за двајцата, ви недостасува ли Русија?
Мене, да, затоа што Русија тоа е дел од душа, од срце и нормално, али јас често патувам за Русија и компенсирам. Што ти недостасува најмногу од Волгоград? Фамилија, мајка и татка, затоа што е 23 година со нив и сега е далеко и мало ми тешко, али патувам секогаш кога имам време, доаѓам дома и срекна. Поврзана си многу со нив? Со твоите родители? Треба почесто да дојдат на гости. Да, Да, треба почесто да доаѓаат. Може би те се влюбат во Македонија. Не знам дали знаат гледачите, но една од целите за Сергеј Самсоненко сега ќе биде да научи да свири кавал, инструментот кој што му е еден од омилените и кој што со задоволство го слуша. Од каде кавалот? Каде и како? Како Зошто дојдовте баш во... кавалот ви е умилен инструмент? И сакате да го слушате додека возите Така на автомобил? звук. Многу убава извлекува звук. Се извлекува звук од кавал и многу добро иде. Сакате да слушате музика додека возите автомобил, затоа што сте љубител на брзите автомобили, спортски автомобили. Дали можеби уживате во брзото возење? Потребен ви е тој адреналин? Тешко да кажам дали ми потребен. Дали сте можеби во некоја мера зависник од адреналин? Сакате брзо? Не, ја воопште возите? сакам многу коли, затоа што, знаете како, у добра кола седиш и почнеш тако да дишаш као со љубов. Аха. Имате два приватни авиони. Имавте лани. Успевте на два. Еден сакам да продам затоа што не го користам. Дали ти треба авион? Не, кола. Добро. Сергеј, ви благодарам што бевте гостин во недела попладне. Јас се надевам дека успесите ќе дојдат и кај жените и кај мажите, посебно во фудбалскиот клуб Вардар. Таму очекувањата и веројатно и резултатите да се постигнат се е најтешко, иако донесовте многу добри фудбалери. Се надевам прво дека ќе ве служи здравието и дека ќе се радувате на многу успеси. Јас ви Фала благодарам многу. на гостувањето. Ќе се видиме во некоја следна прилика. Многу успеси на професионален план и секако многу љубов во понатамошниот живот. И чувај го зумбулот. Одиме понатака, останете со Алфа.